Македонскиот граѓанин нема да биде веќе мета за казни и да служи само за полнење на буџетот, туку мора да добива назад од тој буџет. Дами и господа, збор дека ќе биде така ќе ви даде носителот на изборната единица 3 од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и опозицијата, Љупче Николовски. 10-ти пат во Велес во овие неколку дена. Добро вечер, победнички Велес. Добро вечер, Којник, Бузана, Теке, Иванковци, Оризари, Бузалково, Црквино. Добро вечер, победнички Велес, победничка Македонија. Од градот на прогресивната, на револуционерната мисла на Кочо Рацин вечерва силно грмат крупните промени кои што доаѓаат на 11 декември. Овој татнеш што вечерва го тресе Велес е крик за живот што ќе го слушне Груевски. Ако не слушнал, ако не видел, ако не разбрал, треба да знае дека Македонија е на нозе и дека завршува криминалното време на оваа банда на Никола Груевски. Почитувани на само една третина од кампањата, јасно е дека промени на 11 декември ќе се случат затоа што тоа го бара цела Македонија. Секаде низ Македонија граѓаните се желни за живот. Тажната вистина е дека над 250.000 млади и вкупно над 626.000 луѓе благодарение на криминалните политики на Никола Груевски, на неговиот координатор на пратеничка група, се иселија од Македонија, ја напуштија државата. И Велес, почитувани граѓани, сведоци сте, знаете дека се празни и дека е испразнет. Денес бевме по пазарите, вчера бевме и во дискотеките, денес бевме и по селата. Испразнетите се селата, празен е градот. Тоа е жалната вистина која што ни ја донесе ВМРО-ДПМН. Ми кажуваат граѓаните дека од секоја куќа во Велес по еден млад човек заминал од Велес. Почитувани, за жал, овие млади луѓе, овие наши другари кои што секојдневно ги испраќаме на аеродром, а сум дел на таа генерација и тоа секојдневно се случува и ги знам и такви од Велес кои што мораа да заминат за да пратат пари дома, за да нивните родители платат сметки, да вратат кредити, да не им тропаат извршители, но уште повеќе за да пратат лекови, за да се купат цитостатици, за да ги оперираат нивните родители, за да им го спасат животот. Тоа е најтажното што се случува и на Велес и на цела Македонија. Затоа се ангажиравме, затоа до крај ќе се избориме и ова ќе го сопреме на 11 декември. Почитувани, а тие што се тука или немаат работа, или работат за мизерна плата. Тоа Велес најдобро го знае. Велес најдобро знае какви се платите тук. Како може еден млад човек со 10.000 денари да го планира животот во Македонија? Секако дека не може. Затоа што со тие пари не може неговите родители да ги вратат кредитите земени за нивното школување. Затоа и Груевски почна, но и престана да зборува за минималната плата. Затоа и Илија Димовски се крие од оваа работа. 10 години
10 години Илија Димовски имаше прилика во собранието на Република Македонија да се залага за поголема минимална плата, затоа што беше координатор, ама прашањето е што координираше? Што координираше Илија Димовски? Дали ги координираше криминалите на фамилијата и криминалните политики, кога се носеа брзи закони во скратени постапки, брзи решенија само за да се зацкрие криминалот на фамилијата. Криминал благодарение на кој се исели Велес, се исели Македонија. Сакаше од нашата иднина да направи палома хартија за да ги спаси криминалците да останат на власт. За нив зголемувањето на платите било економски неисплатливо, а економски исплатливи им биле милионите евра наши, ваши народни пари кои што ги изнесоа од Македонија на приватни сметки во Рајските острови. Груевски никогаш ниту сакал, ниту некогаш ќе сака да ги зголеми платите во Македонија. Тој сака така да го држи народот, така да го контролира, со мизерни плати, со минимална плата таква каква што е во државата. Па тој нема срам. Тој го понижи целосно овој наш вреден и работлив народ. Се фалеше ни светот на крајот да дојдат инвеститорите во Македонија. Зошто? Затоа што биле најниски платите тука. Тоа ни го остави во наследство Никола Груевски. Против тоа ќе се избориме и нема да му дозволиме да продолжи ова узурпирање на нашите животи. Ќе се избориме за животот во Македонија. И уште нешто за Груевски и толку. Груевски анализирав ноќеска, за Велес само пишу во Facebook статуси дека 1000 луѓе ќе се вработиле оваа година, 1000 претходната, 1000 ваму, 1000 таму. Ништо нема од тие илјадарки, никаква реализација на сето оно што го има ветено. 10.000 фирми во овој период затвори политиката на Никола Груевски. И Велес е сведок дека и Жито Вардар се затвори тука пред некое време. И многу други фирми се затворија Велес. Затоа е празно во Велес. Затоа се платите такви во Велес. Драги пријатели, само вие може да ставите крај на она што ни се случува. Само сите ние заедно, без оглед на различностите, без оглед кој сме, од каде сме. Токму затоа се обединивме под едно знаме, под една коалиција за живот, која што ќе победи на 11 декември и од корен ќе ги промени работите во Македонија. Почитувани граѓани, ќе се избориме затоа што има луѓе со капацитет, затоа што има луѓе кои што се вредни, кои што се искрени, кои што се честни. Има луѓе кои што се одговорни, кои што може тоа да го направат. Има луѓе со знаење, со капацитет, луѓе кои што ќе го спроведат овој план за живот во Македонија. Ова е политичката програма, изборната програма која со вас ја испишавме во овие 2 години. Ова е букварот по кој што ќе работи идната влада на премиерот Зоран Заев. Почитувани, одеше Илија Димовски не само во Велес, и во овие другите општини во Тројка, избори за некакви рурални зони. Абе, Илија, за какви рурални збориш, човече? За руралните зони, оние трговско, оние индустријски кои што ги отворивте, празни ливади и во Делчево, и во Берово, и во Виница. За тоа земјиште земјоделско кое што го узурпиравте и кое што го пренаменивте за инвестиции, за индустријски капацитети, но нити ги има вработувањата, нити ги има капацитетите. Знаеш, Илија, дека ништо не веруваш во тоа што го збориш. Затоа ќе бидеш поразен и во Велес, и во 3-та изборна единица. Затоа Груевски тешко ќе биде поразен во цела Македонија. Светлата иднина на Македонија, почитувани, испишана
во овој план за живот во Македонија. Тука е испишана. Платите ќе се зголемуваат, па макар тоа Груевски верува или не, макар сакал или не, тоа ќе се случи без него, тоа ќе се случи после 12 декември. Минималната плата, благодарение на Зоран Заев, на искрен тим, на одговорен тим, благодарение на овој план, на крајот на мандатот може и ќе биде 16.000 денари. Таа минимална плата ќе се однесува без исклучок на секоја индустрија, и на индустријата за кожа, за обувки и за текстил. Нема да има ниту еден вработен во оваа индустрија кој што ќе има плата под платата од 16.000 денари. Ние сме гаранција, честната работа, одговорната работа е гаранција дека тоа ќе го направиме. Но ќе ги помогнеме и фирмите. 1900 денари ќе добие секоја компанија од оваа индустрија за да им помогнеме, за да ја спроведеме оваа политика, за да има таква минимална плата. Но и просечната плата ќе се зголемува како резултат на враќањето на парите назад кон граѓаните по сите основи. Просечната плата може и ќе биде на крајот на првиот мандат 30.000 денари во Македонија, за да секој семејство со 2 просечни плати може да ги покрие сите животни трошоци. Затоа што Македонија може да биде нормална земја, затоа што може во Македонија добро да се живее, затоа ќе се избориме за живот во Македонија. Домашните компании ќе ги поддржиме со 140 милиони евра за добро платени работни места за овие млади луѓе, за сите млади луѓе. Економските промотори од кои што нема ќар, нема бенефит, кои што со секретарки, коли, джипови и хотели се шетат по светот и ги трошат нашите пари, ќе ги укинеме и точно ќе таргетираме кампањи како ќе се фокусираме на инвестициите. Но пред се, нашиот фокус ќе бидат домашните компании. Затоа издвојуваме 140 милиони евра за овие компании, за да создадат нови вработувања со добро платени места. Понатаму, парите ќе ги враќаме и кон граѓаните. И тоа е нашата клучна цел. Само неколку основи ќе спомнам. Ќе го враќаме данокот на додадена вредност, она што најдобро го знае да го објасни председателот. Ќе ја укинеме радиодифузната такса, ќе обезбедиме 640 милиони евра субвенции за секој вистински земјоделец. Не за овие 5 компании блиски на власта кои што зимаат 50 милиони субвенции. Напротив, за секој честен земјоделец, навремено, тогаш кога му треба, за неговите инвестиции, 640 милиони евра поддршка на земјоделското производство. Ќе оведеме зелена нафта, ќе имате поевтини производни трошоци, ќе организираме пласман на земјоделското производство. Македонската економија мора да се стреми, да се заснива токму на земјоделството во Македонија. И тоа знаеме да го направиме. Затоа имаме лидер кој што доаѓа од тој регион. Затоа имаме лидер кој што ги знае маките, кој што има работено земјоделство, кој што цврсто стои зад планот за земјоделство во овој план за живот во Македонија. Но, почитувани, ќе се грижиме за најранливите. Ќе донесеме закон со кој што ќе се регулира статусот на стечајците. Ќе воведеме праведни фер даноци. Ќе ги преполовиме казните и ќе се грижиме за образованието и здравството. Нема да има наставник кој што ќе зима плата испод просечната бруто плата во државата. А силно ќе ги зголемиме платите на здравствените работници, на специјалистите, затоа што лекарите и младите мора да ги задржиме тука. Нема иднина без лекари, без млади луѓе во државата. Тоа е нашиот фокус. За се тоа да го направиме, а ќе го направиме затоа што веруваме дека можеме, затоа што знаеме дека може да се направи, мора да има правда. Ќе има правда, ќе има мир. Но ќе има правда, почитувани граѓани, за секој граѓанин. И секој ќе биде еднаков пред законот. Ќе го заплениме криминално стекнатиот имот,
ќе ги скратиме можностите за носење на закони во скратени постапки, ќе ги скратиме трошоците и паушалите и патните трошоци на пратениците, ќе направиме генерален реизбор на сите судии во државата и уште многу други мерки и политики од нашиот план кои што ќе ја вратат правдата во државата, кои што ќе ги скратат привилегиите на функционерите, затоа што ние не се нафаќаме во оваа битка за да градиме хациенди во Велес, за да купуваме хотели во Велес. Сме платени со парите од граѓаните за да си ја сработиме работата најискрено, најчесно, најодговорно. Затоа не се сите исти, затоа сме различни од Никола Груевски и од неговата банда. И затоа ќе победи оваа коалиција за живот на 11 декември. Затоа што и не сме дел од политичка партија и од раководство и од партија која што е богата. Како што е тоа Илија Димовски 10 години раководител, член на раководството на партија која што е најбогата во Европа. Различни сме затоа што никогаш на крај памет нема да ни текне да нарачуваме притвори по телефон. На крај памет нема да ни текне да политичари нарачуваме да се најдат на насловни страници на медиуми. На крај памет нема да ни текне да вртиме по новинари и да нарачуваме прилози во нечија полза. Затоа сме различни, затоа што се бориме за враќање на вистинските вредности во ова општество и за тоа ќе се избориме, бидете убедени, бидете уверени. Почитувани граѓани, изборот е ваш. Дали за овие кои што го правеа тоа што го прават, а го слушавме од бомбите, или дали за луѓето кои што се борат за вистински вредности, кои што се борат за еднаквост пред законот и за еднакви шанси на секој човек да успее во општеството. Ние се бориме за секој човек, за нас е битен секој граѓанин, секој е важен за нас, за нашата коалиција, за еднината и за животот во Македонија. Токму затоа, почитувани граѓани, бидете убедени дека можеме да се избориме против криминалот, дека можеме да се избориме за подобри услови за живот, дека можеме да се избориме за повисок стандард на секој човек, дека можеме парите да ги враќаме назад кон граѓаните. Бидете убедени дека можеме и дека ќе победиме на 11 декември. За живот во Македонија!